Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Охридските пожарникари со зголемен број интервенции на отворен простор. Продолжува опожарувањето на Струшкото крајбрежје. Охридскиот Црвен крст е активно вклучен во давање помош на бегалците од Украина. Од денес се представуваат Охрид и македонската туристичка понуда на саемот во Белград. Охриѓани во рубриката Ти си твојот град реагираат на оштетувањата на плоштадот кај минимаркет. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот, кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид свежо утро, во текот на денот времето претежно сончево, ветровито и топло со пораст на температурите до максимални 15 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок, ведро и потопло. Утре над најголем дел од европскиот континент времето сончево со локална облачност и топло. Над Алпите, Пиринејскиот полуостров и локално на крајниот север и североисток од Европа услови за локални врнежи и дожд. На Балканскиот полуостров во петок времето претежно сончево, топло со дневни температури во пораст и над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури на Балканот од 15 до 20 степени. Во Македонија утре потопло утро. Утринските температури од -2 до +5. Во текот на денот сончево и топло со максимални дневни температури од 13 до 22 степени Целзиусови. Во Охрид во петок свежо утро. Во текот на денот претежно сончево и топло, минималната 3, дневната 16. Во сабота сончево време со локална облачност и топло, минималната 3, а дневната 15 степени. Во недела и понеделник во Охрид умерено облачно време. Ке има сончеви периоди. Дневната температура 14 степени Целзиусови. Атва Хом Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хом Центар. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Територијалната противпожарна единица Охрид со зголемен број интервенции на отворен простор. Во Охридско и Дебрца горат запалени стрништа. Охридските пожарникари само овој месец имале 15 интервенции. Најголем број од изгаснатите пожари се случиле во општина Дебрца. Охридските пожарникари во овој период од годината скоро секојдневно гасат пожари во атарите на селота Ливоишта, Орман, Дебрца. Денеска во предпладневните часови пожарникарите гаселе запалена трска и вегетација во делот на Дебело поле. Земјоделците не се откажуваат од добро познатите лоши практики во пролет да ја палат исушената вегетација по нивите и овоштарниците. Најголем број од изгаснатите пожари се случиле во општина Дебрца. Само од почетокот на овој месец до денес пожарникарите интервенирале 15 пати на гасење пожари на отворен простор, информира Борко Јанкуловски, командир на територијалната противпожарна единица Охрид. Обично се интервенции на отворен простор, кои се баш и нетипични за овој период од годината. Споредбено со изминатите години има нагло покачување, негде процентуално околу 70% за месец март, заклучно со денешниот ден. Јавно вака би сакал да упатам апел до сите граѓани на општина Охрид и општина Дебрца да се однесуваат совесно и одговорно при движење во природа, да не подпалуваат, се со цел да се избегнат пожари кои би биле од поголеми размери. Покрај гасењето на пожари на отворено во текот на грејниот период, пожарникарите се справуваат и со пожарени оџаци и кровови на куќи. Дори за 40% е зголемен бројот на пожарите на оџаци во оваа тековна година споредено со првото тромесечие од лани. Се работи за несериозност на самите граѓани. Дали било пожар на објект, од оџачки канал или на отворен простор, еден од најголемите причинители е сопственикот и граѓанинот. Охридските пожарникари имаат и чести интервенции врз гасење на запалени садови за одлагање отпад поставени на јавни површини. Нема промена во односот на несовесните граѓани кон јавното добро и понатака ги палат контењерите. Продолжува опожарувањето и пустошењето на појасот Трска на Охридското езеро. Вчера во 17 часот и 30 минути во полициската станица Струга било пријавено дека покрај брегот на Охридското езеро на патот Струга-Калишта настанал пожар на трска на парцела во сопственост на државата. Од екипа на територијалната противпожарна единица Струга пожарот бил изгаснат, а увид на местото извршила увидна екипа на Оделението за внатрешни работи Струга. Деградацијата на појасот Трска се повторува секоја пролет во месеците март и април. Се уништуваат мрестилиштата на краповидните риби, а птиците исчезнуваат напуштајќи ги спалените живеалишта. Еколозите алармираат со години, а надлежните велат дека трагаат по сторителите. Од Државниот инспекторат за животна средина во неколку наврати информираа дека активно соработуваат со Оделението за внатрешни работи Струга во откривање и санкционирање на уништувањето на природното наследство во Струшкиот регион. Последната информација од инспекторатот се однесуваше за вонреден инспекциски надзор на крајбрежјето меѓу Струга и Калишта на 17 март, по предходна медиумска информација за палење на трската. Државниот инспекторат за животна средина до јавното обвинителство во Струга поднесе барање за покренување кривична постапка против непознат сторител за сторено кривично дело загадување на животната средина и природата. Охриѓани сакаат да им помогнат на бегалците од воените жаришта во Украина кои почнаа да пристигнуваат и во Охридско-Струшкиот регион. Но таа помош треба да биде изменаџирана така што лицата да добијат сеопфатна помош и дополнителни услуги кои им се неопходни согласно насоките на владата и Црвениот крст на Македонија. Од Општинската организација на Црвениот крст од Охрид, која е активно вклучена во обезбедување помош за овие лица, ги охрабруваат хуманите граѓани да се обратат до Црвениот крст и да се информираат за начините на кои можат да помогнат. Општинската организација на Црвен крст Охрид е активно вклучена во обезбедување помош на семејствата кои што бегајќи од војната во Украина доаѓаат во Охридскиот регион. Прифаќањето на овие лица се одвива според начини и постапки кои се дефинирани од владата и со препораки кои што се добиени како насоки од Црвен крст на Македонија, вели претседателот на Охридскиот Црвен крст Сашо Точков.
Значи би сакал да апелирам до сите оние кои што познаваат или семејства кои што доаѓаат овде, лица избегани од Украина, да се пријават пред се во полиција, но и во Црвениот крст, каде што ќе добијат соодветни здравствени картони за бесплатни здравствени прегледи во јавните здравствени установи. Исто така ќе добијат насоки и инструкции за запишување на децата во образовниот систем овде во Охрид или во Дебарца, а секако ќе можат да добијат, доколку имаат потреба, најразличен вид помош, се работи за храна, средства за хигиена, облека. Во евиденцијата на Црвен крст Охрид засега има регистрирано едно семејство со 2 деца кое пред 20 на дена дошло од Украина и е згрижено во сместувачки капацитет, и една жена која е сместена кај своји пријатели, а која имала потреба од помош која и била обезбедена. Од Црвен крст го контактирали и семејството со 3 деца кои избегало од Полтава и вчера пристигна во Охрид. Веќе денеска им е понудена помош од Црвен крст, а организацијата бара начин да им се излезе во пресред и во поглед на бесплатно сместување. Ги охрабрувам сите оние кои што се наши сограѓани, а кои што можат да помогнат на било кој начин да се обратат во Црвениот крст, дали за храна, дали за сместување, дали за облека, значи стоиме на располагање да ги линкуваме, да ги поврзиме, секако дека ги користиме и нашите ресурси, нашите капацитети од Црвениот крст, за да излеземе во пресрет и да им го олесниме овој престој, принуден престој во Охрид. Хумани граѓани веќе се јавуваат во Црвен крст и ги нудат своите сместувачки капацитети за бесплатен престој на лица бегалци од војната во Украина. Има и лица кои нудат ваучери за облека од некои од бутиците во Охрид, каде што ќе можат да се снабдат лицата со конфекција и обувки, информира Сашо Точков. Од денес започнува представувањето на туристичката понуда на Охрид и Македонија на меѓународниот саем за туризам во Белград, соседна Србија. Станува збор за една од најголемите промотивни туристички манифестации во Југоисточна Европа, на која своите туристички понуди ќе ги изложат 900 излагачи од 50 земји и повеќе од 12.000 професионалци од туристичката светска индустрија. Туристичката понуда на Македонија деновиве се презентира на најголемата туристичка манифестација во Југоисточна Европа, 43-тиот меѓународен саем за туризам, сајам туризма во Белград. Саемот се одржува од денес до 27 март и е традиција која Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Македонија ја реализира во континуитет. Оваа година интересот на македонските општини да ја презентираат својата туристичка понуда е за поздравување. Општините Охрид, Дојран, Демиркапија и Гевгелија го видоа потенцијалот за привлекување што поголем број српски туристи и изголемување на нивниот престој во регионите каде се нудат туристичките производи интересни за гостите од Србија. Освен општините на македонскиот штан, чиј простор е 50 метри квадратни, коегзибитори се и туристичката агенција Савана, Хотам, Сакатама, ресторанот Острово и DMC Балканс. Презентацијата на македонските дестинации, која ќе се одржи на 25 март утре, вториот ден на саемот, на која општините ќе ги представуваат туристичките содржини и можностите за поврзување на српските и македонските патувачи. Со своји презентации ќе настапат Mountain Solution од Битола, кои ќе ги презентираат планинарските авантури, JJ Adventures од Охрид, специјализирани за планински велосипедизам и водени спортови, Шерпа јавање од Галичник и Нурхачкиот центар Амфора од Охрид, кои ќе ги презентираат авантуристичките и активните форми на туризам. Македонско-српското пријателство, историските и традиционалните врски, заедничките вредности и интереси се одразуваат и во зацврстување на воспоставените туристички релации меѓу Република Северна Македонија и Србија. Зголемениот проток на туристи меѓу двете земји може да ја воочи потребата од враќање на конекцијата Белград-Охрид-Белград, се мисли на сезонската авиолинија која во минатото многу добро функционирала. Во топ 10 земји на туристи од дадена земја кои ја посетиле Република Македонија во 2021 година, Србија е на првото место, со остварени 43.914 посети за 2021 година.
Српските туристи во Република Северна Македонија, освен Охрид, го посетуваат и винскиот регион каде уживаат во македонските вина и гастрономијата, како и Дојран, зимските центри и главниот град Скопје. За српскиот туристички пазар и македонскиот дојдовен туризам, значаен податок е директната авиолинија со авиокомпанијата Air Serbia на релација Скопје-Белград-Скопје, која оперира 3 пати недело и тој понеделник, петок и недела, изјави директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот доктор Љупчо Јаневски. Агенцијата реализира медиумски активности за промовирање на туристичките потенцијали на Северна Македонија во Србија и истата за оваа година ќе се реализира преку онлайн кампања на најчитаните интернет портали. Секоја година сајам туризма на површина од 30.753 метри квадратни е домаќин на 900 излагачи од 50 земји, 65.000 посетители и над 12.500 професионалци од туристичката индустрија, учесници, посетители, гости, од кои 650 се домачни излагачи во рамките на програмата Србија на едно место и 250 странски излагачи, како 1000 новинари од Србија и регионот. Утрово започна поставувањето на гранитни камени коцки на улицата Македонски просветители, чија реконструкција е во тек. Гранитни камени коцки ќе бидат поставени на тротоарите. Веќе е поставена атмосферска канализација, според планираното улицата ќе има 2 одвоени коловозни ленти со тротоари од двете страни, велосипедска патека и ново улично осветлување. Во должина на улицата планирано е изведување на среден разделен цветен појас, а ќе биде подигнат и нов дрворед од двете страни. Се распаѓа најстарата куќа во Струшката чаршија. Објектот стар 150 години, сведок на старата градска архитектура, денес е сериозна опасност за Стружани. Поради нарушени имотно-правни односи, дел од сопствениците 5 години бараат заштита и дозвола за санација на објектот. Се распаѓа чардакот и паѓаат делови од најстарата куќа во Струшката чаршија. 5 години дел од сопствениците залудно бараат заштита и дозвола да интервенираат на објектот кој представува сериозна опасност за минувачите. Изградена пред 150 години со автентични чардаци, сведок на старата градска архитектура, куќата е препознатлив топоним на градот Струга, но никој не презема мерки за заштита на вредното културно наследство. Поради нарушени имотно-правни односи, дел од сопствениците немаат пристап и не смеат да преземат градежни зафати. Судот донесе одлука за итни санациони мерки за превенција од штета, но општината 6 месеци не издава одобрение. Еве веќе 6 месеци се поминати, јас на неколку пати усно побарав поактивно решавање на предметот, побарањето за издавање на одобрение за реконструкција, со оглед на состојбата на објектот и потенцијалната опасност да причини штета. Но до денеска немам добиено никаков одговор од страна на општина Струга по однос на ваквото мое барање. Чардакот надвиснува. Секој миг демне опасност куќата да се сруши и да ги повреди минувачите. Сопствениците сами ставили импровизирани ленти за заштита среде чаршија. Јас бев оставен буквално сам да се снаоѓам с ношти и единствено што може да направам е со лента за опасност да го обезбедам местото за да не минувачи таму, иако јас и моето семејство мораме да поминеме од таму, затоа што тоа ни е единствениот влез и излез на објектот во кој што домувам. И практично сум оставен сега сам на себе да го решам овој проблем. А сето тоа не само на моја штета, туку и на штета и на другите случајни минувачи кои што секојдневно минуваат низ Струшката чаршија. Согласно законот, општината е должна да интервенира на објектите кои се во распаѓање и представуваат опасност за граѓаните, или да ги задолжи сопствениците да ги санираат, или да го направи тоа на нивни товар. Старите градби се распаѓаат препуштени на забот на времето без соодветна грижа, а она што е ново изградено го уништуваат несовесни граѓани со вандалско однесување кон јавните добра. Таков е примерот и со плоштадот кај музичкото училиште Методи Патчев. Тој простор со години се уништува од несовесни лица, а во рубриката Ти си твојот град пристигнаа фотографии со последните оштетувања. Во рубриката Ти си твојот град, граѓани секојдневно испраќаат информации и слики кои сведочат за ниското ниво на совесност и однос кон урбаните содржини кои се за општо добро на целата заедница. Последен таков пример е со откорнати бекатон плочи на плоштадот кај мини маркет.
Граѓаните на објавата на ова информација реагираат со коментари дека тој простор со години наназад се девастира. Плоштадот беше пуштен во употреба во септември 2015 година. На површина од 970 метри квадратни го красеа 2 фонтани и мал амфитеатар. Поголемата фонтана е оплеменета со мозаик наречен 4 рајски реки, дело на охридскиот уметник Никола Упевче. За 6,5 години сликата е тажна, откорнати клупи, уништени фонтани, искршени бекатон плочи и сушени дрвца. Дел од граѓаните коментираат дека на тој простор дивеат по цела ноќ скейтери, нема ред и мир бидејќи нема полиција. Катастрофа, мајките со мали деца не можат на раат да поседат на клупите бидејќи е небезбедно. Кои клупи пак во меѓувреме беа откорнати од скејтерите бидејќи си правеа платформи за нивните перформанси, коментира Охриѓанка. Дали толку бил квалитетот или толку е совеста на граѓаните, прашува друга граѓанка. Изведбата е на високо ниво, но проблемот е недостаток на домашно воспитување, посочува друг граѓанин. Со објаснување кон објавените слики еден охриѓанец кој според коментарот е скейтер. Овие ступчињата се остатоци од скокална и се намерно оставени вака искршени затоа што 100 пати со нив имаме направено скокална за скејборд како иновација и 100 пати ни ја искршија, велат тој. Еден граѓанин пак со идеја локалната да го модифицира плоштадчето во скејт парк и онака претежно тоа се случува на него. Но станарите на зградите на тој подек не би се согласиле со него. Тие бараат локалната самоуправа да ги санира оштетувањата, просторот хортикултурно да се доуреди со повеќе зеленило и да се одржува поредовно хигиената, а полицијата да биде поажурна во спречување на вандалското однесување. Денеска, по објавата на Тиси твојот град, екипи од јавните предпријатија санираа одредени оштетувања на плоштадот. Побаравме информација од локалната самоуправа од колкав обем ќе бидат зафатите, но до затварање на дневникот не добивме одговор. Во продолжение следуваат вестите од светот. Утрово во седиштето на НАТО Алијансата во Брисел почна вонредниот самит на лидерите на земјите членки на НАТО, а меѓу 30 лидери е американскиот председател Џозеф Бајден. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека се собрале во критичен безбедносен момент и истакна дека сите се обединети во осудата на неиспровоцираната агресија на Кремљ и поддршката на суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. Џозеф Бајден се придружи на западните лидери во Брисел во пресрет на 3 самити за руската инвазија на Украина, НАТО, самитот на Г7 и Европската Унија, кои ќе одржат самити за да покажат ретко видено единство и тоа ќе биде прв пат американски председател да присуствува на самит на Европската Унија. Околу 40% од Европа го користи рускиот газ и германскиот канцелар Шолц веќе ја отфрли идејата за целосно откажување од руските газ и нафта, сметајќи дека тоа би ја вовлекло Европа во рецесија. Се очекува 30 председатели и премиери да се согласат за поголема поддршка за Украина и за најавеното распоредување на нови борбени трупи во источните членки на НАТО. Украинскиот председател Володомир Зеленски ги повика граѓаните низ целиот свет да излезат на улиците во име на мирот и да организираат глобални протести против руската крвава војна еден месец по почетокот на инвазијата врз Украина. Неговиот апел доаѓа во момент кога светските лидери се подготвуваат за неколку самити во Европа на кои се очекува да го зајакнат притисокот врз рускиот председател Владимир Путин да стави крај на војната. Во вечерно телевизиско обраќање од празните улици на Киев, Зеленски на англиски изборуваше дека Украина чека на значајни чекори од трите собири на НАТО, Европската Унија и Европскиот Совет. Еден месец по почетокот на инвазијата, Украина има претрпено катастрофални штети во кои загинаа илјадници граѓани, а милиони луѓе се принудени да ги напуштат своите домови. Според информации кои ги пренесуваат светските медиуми, од утрово наводно гори пристаништето Бердјанск на југоистокот на Украина. Според објавените податоци, русите најверојатно ги разнеле резервоарите со гориво. Но во меѓувреме, Украинското министерство за одбрана соопшти дека го уништиле Орск, рускиот десантен брод во Бердјанск. Северна Кореја лансираше интерконтинентална балистичка ракета кон морето во близина на нејзиниот источен брег, објавија армиите на Јужна Кореја и Јапонија. Ова е прво лансирање на поголеми ракети од Северна Кореја од 2017 година и представува голема ескалација кога станува збор за развој на оружје кој може да носи нуклеарни боеви глави. Јапонските власти соопштија дека се укажува на тоа дека бил лансиран нов тип на вакви проектили кој прелетал 1100 километри за 71 минута. Генерал штабот на армијата на
Јужна Кореја соопшти дека е откриено лансирање на неидентификувана ракета од Северна Кореја, додека други детали не се наведени. Во соопштението се претпоставува дека се работи за проектил со долг дострел лансиран во Вселената. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!